Да не беше страшно, ќе беше смешно тоа што синоќа се случуваше. Во еден момент помислив дека во најмала рака Бин Ладен се крие некаде во просториите на тие фирми или дека Ratko Mladić ќе го откриеме и ќе ги земеме тие 5-10 милиони награда. Од уметничка страна би кажал како уметник, ова ми изгледа сето на еден онака голем циркус, не знам како се нарекува, дали Медрано и од кај е дојден, не знам, меѓутоа ми изгледа како сите карти да се продадени и како да нема место онака да седнеме, како да ти кажем. Така се чувствувам во овој момент. Јас мојата работа како глумец си ја работам професионално најдобро како што знам. И мислам дека сите во оваа држава, почнувајќи од најмалиот до најголемиот, треба да си ја работат својата работа, онака како што треба да се работи. Новинарите имаат права на се и кога било и војна и во Косово и каде и да било, знам дека новинарите ги имале своите права да се изразат и за било што друго. Замолчување на еден медиум кој по мене, а и по многу други луѓе е најобјективниот медиум во државата, мислам дека навистина е рушење на демократијата. Сметам дека сепак еден телевизија и со својата забавна програма за нас сите пејачи, сите јавни фаци кои што се занимаваме со оваа работа, премногу прави и треба сите да застанеме барем од таа страна. Значи јас не сум политички обоена и воопшто не ме интересира политика, меѓутоа ме интересира зашто на ваков начин се решаваат работите. Но јас сум глумец, актер, вакви сценарија можат да успеат и за Оскар да се кандидираат. Напред таа еден, држете се.